ќе видиме што по овој тайм-аут. Израмнето. Гледаме, реков, интересен надпревар. Кој ќе биде во предност по првиот дел, по првите 30 минути. Попов, чекори на Попов. Се заборави. Ангеловски. Еве можност повторно тимот на Златен Даб да дојде во водство. Стојановски. Чадамовски. Бозаровски. Стојановски. 9 метри. Сопрен од Јанев. Филип Ангеловски. Високо над голот. Останува 12-12. Сега можност, меѓутоа не ја користи Куковски. Без постигнат гол Милорад Куковски. Корпулентен играч, меѓутоа со непрецизна рака, би рекол. Ангеловски. Стојановски. Филип Ангеловски. Нема фаул на Лашковски и брза контра. Блажевски. Прв гол за седумката на МРК Вардар. 12-13. Ете, не искористија можност ракометарите на Златен Даб да победат. Казнуваат на спротивната страна Скопјани. Стојановски. Бозаровски убаво го изфинтира својот чувар Попов. Трет гол за Бозаровски. Ангеловски. Финиш на првиот дел. Гол прв за Попов и ново водство 13-14 на ракометарите на МРК Вардар. Бозаровски, Стојановски. Чадамовски, немаше простор за влез. Бозаровски. Стојановски. Петковски таму фаулиран туркан од Игнов. Подигната рака на судиите. Лашковски, Туркан и Бозаровски. Се уште подигната раката на судиите Николов и Начевски. Каков гол на Бозаровски. Ова не се брани. Четврт гол на Бозаровски. Легува во серија. Сега Туркан беше Тренчевски. Фаул во напад од Чинам Игнов. Бозаровски. Стојановски, Лашковски, еве водство. Води тимот на Златен Даб 15-14, прв гол на Лашковски. Конечно во финишот од првиот дел доаѓаат во водство, во ново водство ракометарите на Златен Даб. Поддршка од трибините, од навивачката група Мајмуни. Сигурно дека ќе гледаме ваква слика на семафорот до самиот крај. Сигурно посакуваме пред време да ги решат работите ракометарите на Златен Даб, меѓутоа МРК Вардар не е нималку највен противник. Тоа го покажа на првиот дуел кога забележа победа од 10 гола. Реков во спортско-рекреативниот центар Кале, каде што овој тим ги игра своите дуели. Во првата средба, ќе подсетам, беше 36-26. Победа на МРК Вардар, малку неочекувана, меѓутоа според коментарите на ракометарите на Златен Даб сосема заслужено. Блажевски.
Одлично, Блажевски постигна само еден гол. Сега одбрана на Дубјаченец. Има 2 минути за Петковски и 7 метри за Скопјан. 5 седмерец за тимот на Марака Вардар. На линијата 7 метри оди Ангеловски. 7 гола до сега. Одлично гол. Измами Дупјачанец. 8 гол за Ангеловски. 15-15. Филип Ангеловски. Чадамовски. Со ракометар помалку се домаќините на паркетот. 9 метри за Лашковски. Стојановски. Филип Ангеловски. Му испадна топката на Лашковски. Малку ја попречи контрата на Скопјани. И еве нов 9-ти гол за Ангеловски. Мора да одигра фластер на него тренерот Томче Петревски. 9 гола за едно полувреме навистина е премногу. Имаше 10 удари, упатени, 9 погоди. Сега Филип Ангеловски, одбрана на Трајковски, никако да постигне гол во првото полувреме. 8 одбрана на Трајковски и сега Зецер брани Дубјачанец. 9 одбрана. Виде дека ќе го финтира, но Дупјачанец, еве сега ова е за 2 минути. Ова е за 2 минути. Одигра исклучен Куковски. Еве сега можност израмнети силите на паркетот, можност малку и да здивнат ракометарите на Златен Даб. Водство на Марака Вардар 15-16. Можност за ново израмнување. Постојано се менуваат работите на паркетот и резултатски и според играта која прикажуваат двете екипи, падови и на едните и на другите. Стојановски, Бозаровски, фаул на Караиманов. Стојановски, нови 9 метри за домаќините, за ракометарите на Златен Даб. Бозаровски. Ова е топка за Марака Вардар, призна Ангеловски, но Начевски како да не сака ни да го слушате коментарот на Ангеловски. Призна 20-ката на Марака Вардар, но ете им ја доделува топката на Скопјан и скопјанецот Ѓорги Начевски. Ту ми простите на овој коментар, меѓутоа според минатото, знаете, Драган и Марија Начевски, сега и Ѓорги Начевски не пошеден во прилеп. Еве промашување на Скопјани. Останува 15-16. Бозаровски, Ангеловски и ке мора да се смири акцијата. Греши Стојановски. Пресилно упати до Чадамовски на крилната позиција. Мора да потенцирам зошто толку брзоплето се игра, навистина не ми е јасно. Големи падови гледаме во играта на екипата на Златен Даб. Не интересира толку играта на Марака Вардар, меѓутоа еве тука е крајот на првите 30 минути, значи ете од записничката маса е даден сигнал дека заврши првиот дел. Првите 30 минути од средбата 15-16 водство за Марака Вардар во дуелот против тимот на Златен Даб.
Златна ера и ново освежување од златните капки за златни моменти. Златен даб. Нови најбрзи интернет пакети од Кабелнет. Пакет Перформанс од 450 денари, брзина на даунлод 2 мегабита и 1 мегабит аплоуд со месечен сообраќај од 20 гигабајти и бесплатен приклучок. Пакет Power од 600 денари, брзина на даунлод 4 мегабита и 2 мегабита аплоуд со месечен сообраќај од 35 гигабајти и бесплатен приклучок. Пакет Dynamic од 850 денари, брзина на даунлод 8 мегабита и 4 мегабита аплоуд со месечен сообраќај од 45 гигабајти и бесплатен приклучок. Повеќе информации ќе најдете на kabelnet.com.mk и на телефон 550 550. Го очекуваме стартот на вторите 30 минути од првенствениот дуел од 11-тото суперлигашко коло во машка конкуренција во универзалната сала. По првите 30 минути Златен даб МРК Вардар 15-16. Интересен беше првиот дел, првите 30 минути домајкина добро започна, имаше водство 4 гола, меѓутоа Скопје не успеа да направат пресврт. Во неколку наврати беа во водство, со водство од 1 гол разлика и го завршија првото полувреме, а првиот напад во вториот дел го имаат ракометарите на Златен даб. Престап на Чадамовски, значи нема изравнување за пиварите. Инаку уште еднаш морам да потенцирам исклучително значаен период за прилепскиот суперлигаш за тимот на Златен даб во следното коло на програмата е комшиското дерби со Пелистер. Сега дојдоа разни коментари, се изнаслушав коментари дека тимот на Златен даб имал помош тука од судиите во спортската сала Македонија каде беше одигран тој надпревар. Само да се вратиме на станите на паркетот. Престап беше тоа од Јанев. Конечно забележа Начевски. Мора уште една условно кажана вратка од наша страна. Оној кој добро го следеше тој дуел ќе каже дека сепак судиите во поголемиот дел на надпреварот беа наклонети на страна на пелистерци, а не спротивното дека биле наклонети на страна на пиварите. Се враќаме значи на овој дуел. Уште еден одбранен удар на Трајковски, 9 одбрана на спротивната страна. Престап беше тоа од Јанев, меѓутоа не забележа Начевски. Среќно одбрани, за среќа одбрани Дупјачанец, а сега нова 10 одбрани за Трајковски. Контра на Блажевски, гол за водство од 2 гола. 15-17. Сега на висина ќе треба машка борба и во одбрана и во напад. Очекуваме да проработи Филип Ангеловски. Нема постигнато гол до сега на надпреварот. Бозаровски, Чадамовски, Филип Ангеловски, Бозаровски, Стојановски, кружи топката на 9 метри. Бозаровски над голот 9 метри. 9 метри покажува Славе Николов. Вечерашниот гол го судат Георги Начевски, Славе Николов од Скопје, делегат на надпреварот е Георги Дучков од Гевгелија. Стојановски 5 гола во првиот дел. Подигната рака на судиите, Стојановски во пречката и останува 15-17, имаше среќа сега тимот на Скопјани. Би рекол, можеби не го заслужија водство од +2 ракометарите на МРК Вардар, меѓутоа се ова е заслуга на промашувањата на ракометарите на Златен даб, кои што, мора да признам, играат доста несредено во нападот. Со избрзани удари од неизградени позиции. Ангеловски, 9 метри. Најефикасниот поединец на надпреварот, 9 гола во првиот дел. Недопустливо, би рекол, тоа е доказ дека се играше некако инфериорно во одбрана. Продолжува нападот на ракометарите на МРК Вардар. Куковски, Попов. Куковски, прав гол на Куковски, +3 се зголемува предноста на Скопјани.